Денешната емисија од серијалот Зошто е важна медиумската писменост ја посветуваме на лажните фотографии и начините како да утврдиме дека некоја фотографија е манипулирана или не се однесува на содржината од текстот каде е објавена, преку нашиот домашен компјутер или мобилен телефон, прелистувајќи преку социјалните мрежи и веб страници, секојдневно се сретнуваме со огромен број на фотографии. На сајтот theconversation.com, кој проверува факти и истражува лажни слики и видеоматеријали, стои податокот дека на социјалните медиуми дневно се споделуваат повеќе од 3,2 милиарди фотографии и 720.000 часови видеоматеријали, а ова е податок кој од пред нешто помалку од 1,5 година. Одредени истражувања направени од релевантни институции кои ја следат употребата на интернетот утврдиле дека еден просечен корисник на социјалните мрежи дневно се среќава со неколку стотини фотографии кои се тука објавени. Во овој океан од фотографии и видеоматеријали, веројатноста да се најде на лажни фотографии е навистина голема и затоа се јавува потребата да знаеме како да утврдиме дали една фотографија е лажна или не. Но што се тоа лажни фотографии? Една дефиниција вели дека тоа се лажни или манипулирани слики кои се пропагираат преку веб и социјалните медиуми, ако имаат капацитет да измамат, емоционално да вознемират и да влијаат врз јавното мислење и активностите. Сега може веднаш да се запрашаме како може да се манипулира со фотографиите. Има повеќе начини, но најчесто се користат овие. Фотографијата може да биде помалку или повеќе променета, односно нешто да се додаде на оригиналната фотографија или нешто да се избрише од неа. Ваквите манипулации со фотографијата најчесто се прават во програмата Photoshop, но и во други сродни компјутерски програми и со мало познавање на работата на овие можности, релативно лесно може да се направат овие манипулации. Покрај ова, фотографијата може воопшто да не е сменета, но текстот што оди со неа се однесува на сосем друг настан, а не за тој каде е направена. Ваквите манипулации со фотографиите лесно можат да го доведат во заблуда читателот, односно корисникот на социјалните мрежи, и тој да добие сосема погрешна информација за тоа што се случило. Еве два примери. Минатата година, некаде во април, на социјалните мрежи се појави оваа фотографија. На неа гледаме паркинг во некоја урбана средина, голем автомобил и едно лице кое најверојатно нешто поправа на автомобилот. Тоа што ја прави оваа фотографија интересна и што го привлекува нашето внимание е податокот дека хаубата на возилото е потпрена со автоматска пушка Калашников. Ова веќе е вознемирувачки детал, но ако погледнеме подетално ќе видиме дека возилото има регистарска табличка од Тетово. Ова пак фрла сосем друга слика и кажува дека во Тетово некои луѓе среде белден се шетаат со оружје низ градот, а тоа сигурно може да предизвика вознемиреност кај граѓаните. Вториот пример е од неодамна и поврзан со случувањата во Украина. Еден македонски портал ја објави оваа фотографија со текст: Пожар во нуклеарната централа во Запорожје, Европа стравува од нов Чернобил. На неа гледам еден град, а во позадината голема огнена топка предизвикана од експлозија. Сите знаеме колкава е опасноста ако се случи хаварија во некоја нуклеарна централа и колкави последици може да предизвика не само во земјата каде е таа, туку и голем број други земји во светот. Уште се свежи сеќавањата на хавариите кои се случија на нуклеарните централи во 1986 година во Чернобил, Украина, тогашно СССР, и во Фукушима во Јапонија во 2011. Ваква една вест проследена со фотографија сигурно предизвикува огромна загриженост кај населението. Се разбира, и двете фотографии на одреден начин се лажни, не ја представуваат вистинската слика на она што реално се случило. Но како да провериме дали овие фотографии се вистинити? За тоа да го направиме ќе ни помогнат одредени алатки и програми за пребарување на фотографии. Нивната употреба е многу едноставна и можат да ги користат оние кои имаат и минимално искуство во работа со компјутерски програми. Една од тие алатки доаѓа од познатиот Google, се вика Google Images и може да се најде на следнава веб адреса. Ќе ја провериме првата фотографија, таа со регистарските таблички од Тетово. Првин треба во компјутерот да ја снимиме фотографијата која сакаме да истражиме. Потоа одиме на страната images.google.com. Страната е многу слична со основната страна на Google, со тоа што има и една икона со фотоапарат. Со маусот кликнуваме на знакот кој покажува фотоапарат и се појавува. Потоа кликнуваме на Upload an image и потоа на Browse.
или на прикачи фотографија и пребарај. Го наоѓаме фолдерот каде сме ја зачувале фотографијата, селектираме и притиснуваме Enter. За многу кратко време Google Images ќе прикаже голем број на веб страници каде што се појавува оваа фотографија. На тие страници, ако ги отвориме, можеме да прочитаме повеќе детали за тоа каде и кога за прв пат е снимена оваа фотографија. Па така дознаваме дека таа прво била објавена на некои руски портали уште во февруари минатата година. Сите други детали се исти, но ако подетално ја погледнеме фотографијата, ќе забележиме дека регистарските таблички на автомобилот не се од Тетово, туку од некој град во Русија. Значи некој свесно ја манипулирал оваа фотографија и со тоа можеби злонамерно сакал да го оцрни Тетово, прикажувајќи го како град на криминалци. Слично можеме да направиме и со втората фотографија. Но овој пат ќе употребиме еден друг пребарувач на фотографии кој се вика TinEye. Постапката на барање е иста како и при првата фотографија. Можеме да видиме дека оваа фотографија се јавува на 166 места, а ако ги сортираме резултатите по датум, тогаш се гледа дека ваква сосем иста фотографија првпат е објавена уште во август 2019 година. Воедно можеме да прочитаме дека станува збор за експлозија која навистина се случила, но не во Украина, туку пред 1,5 година во некоја воена база во Русија. Значи овде имаме непроменета фотографија, но имаме манипулација со податоците на кои таа се однесува, бидејќи нуклеарната централа во Запорожје, Украина, навистина беше гранатирана и имало помал пожар, но тој не бил во централата, туку во зграда во нејзина близина и секако тој пожар не бил од овие размери како што е прикажано на фотографијата. При ова пребарување се користевме со 2 пребарувачи, но такви има и повеќе. За да не мора да ги памтите сите овие адреси на пребарувачите, доволно е на вашиот браузер, било да е Mozilla или Chrome, да инсталирате екстензијата Search by Image. Екстензиите се многу корисни додатоци и ги има за најразлични намени. Како да ја најдете екстензијата и како таа се инсталира? Во Mozilla одете на Tools и кликнете на Add-ons and Themes. Напишете Search by Image, а кога ќе ја најдете, инсталирајте ја така што ќе кликнете со маусот на неа и ќе дозволите да се инсталира. Постапката е слична и за пребарувачот Chrome. Потоа одете на страницата на која сакате да ја проверите фотографијата. Кликнувате на фотографијата со десен клик од маусот, ви се појавува мени меѓу кое и екстензијата, а кога ќе одите со маусот на неа, се појавуваат уште неколку вакви пребарувачи на фотографии. Одбирате со кој ќе ја проверите фотографијата, а може и со сите одеднаш. Потрагата по лажни фотографии може да биде и многу забавна работа, а секако и корисна и ви овозможува да не бидете изманипулирани, без разлика дали е тоа намерно или ненамерно. Освен фотографиите, многу често цел на манипулација се и видеоматеријалите, и тука многу слично како кај фотографиите. Видеото може да е манипулирано само во еден дел или целото да е измонтирано, односно изманипулирано. Видеа кои се снимени на едно место да се прикажуваат дека се однесуваат за друго место, неретко друг град или дури држава. Видеа во кои се манипулира содржината, односно се додаваат елементи кои ги немало во стварноста или пак се бришат некои елементи од снимката со цел да се искреира различна содржина, односно порака. Видеа снимени и монтирани така да не ја прикажуваат вистинската состојба која се случила, видеа на кои се мултиплицираат елементи за да се покаже масовност. И како посебна категорија се така наречени deepfake видеа. Сега ќе зборуваме за овие deepfake видеа. Тоа е вид на вештачка интелигенција која се користи за да се создадат убедливи аудио и видео измами. За разлика од лажните фотографии, изработката на deepfake видеа бара многу поголемо знаење, појаки компјутери и е многу потешко да се направат, но затоа може да има многу пострашни последици ако се злоупотребува. Еве едно кратко видео каде што се гледа како може да се употреби, односно злоупотреби deepfake видеото.
Ова е познатиот глумец Том Круз, но ова што го гледаме на видеото ниту е снимено со Том Круз, ниту тој тоа го говори. Целата оваа снимка всушност е една дипфейк манипулација во која неговиот лик компјутерски е монтиран на лик од некоја друга личност, но тоа е толку убедливо направено што навистина е тешко да се открие дека ова не е вистинска снимка на Том Круз. Но ако дипфейк видеата со познатите глумци можат до некаде да бидат и забавни, ваквите манипулации со ликовите на познатите политичари може да предизвикаат и далекусежни последици. Но ова видео со поранешниот председател на САД Барак Обама се гледа како може со оваа технологија да се направи убедлива лажна видеоснимка. Наредниот пример е уште позагрижувачки, се појави неодамна и на него се гледа председателот на Украина Зеленски како им се обраќа на луѓето од Украина. На ова видео тој зборува дека Украина залудно се бори, дека претрпеле големи загуби и затоа ги повикува украинските борци да го положат оружјето и да им се предадат на русите. Ова видео е исто така лажно. Зеленски ова никогаш не го рекол, туку е резултат на манипулација со неговиот лик и глас. Стало тільки гірше. Како и за лажните фотографии, така и за лажните видеа има алатки кои помагаат тие да се откријат. За видеата објавени на YouTube, многу добра алатка за пребарување е следната. А можете да ја најдете на оваа веб адреса. Кога ќе одите на адресата, ви се појавува следното. Сега треба само да ја внесете адресата од видеото и да ги прегледате добиените резултати. Секако постојат и други пребарувачи за видеа, како InVid и други слични, а неколку такви можете да најдете и на оваа адреса. И за крај, секогаш пред да споделите некоја фотографија или видео на социјалните мрежи, добро размислете и ако треба проверете дали таа фотографија или видео се веродостојни или се резултат на некоја манипулација, за да не дозволите и вие несвесно да бидете дел од ваквите манипулации.